Драги ученици, добро дојдовте во нашата и ваша училница. Јас сум Билјана Ефтова, одделенски наставник во Основното училиште Ѓорѓе Пулевски во општина Аеродром во градот Скопје. На овој видео час и преку оваа видео лекција ќе се запознаете со мерките за должина од предметот математика. На крајот од денешниот час, секој од вас ќе го продлабочи и ќе го разјасни поимот за должина. Ќе научите која е основната мерка за должина. Ќе ги разликувате стандардните од нестандардните мерки за должина. Ќе препознаеш некои од веќе научените инструменти за мерење на должините, но ќе запознаеш и некои нови. Ќе умееш како правилно да ракуваш со линијарот. И за сето ова, секако ќе ти биде потребно активно да учествуваш во овој видео час и покрај себе да го имаш потребниот материјал, а тоа е тетратката по математика, твојот линијар, твоето моливче и гумата. Секако дека можеш да користиш и боички доколку сметаш дека е потребно нешто што е важно да се подлече или да се акцентира, за да може потоа добро да се запомни. На почеток би сакала да следите една куса приказна. Многу е важно тоа, бидејќи на крајот од приказната има едно прашање кое што се однесува за содржината на истата. Тројца другари, Борис, Есма и Арбен, биле најдобри другари и тие сакале да направат една куќичка за своето малско милениче, кучето Джеки. За да ја направат оваа куќичка, потребно им било да се снабдат со даски за куќичката и да заминат во најблискиот склад, каде можеле бесплатно да ги набават истите. Пред да тргнат, изработиле една скица, а потоа заминале во складот, каде требале да измерат должината на даските. Есма сметала дека должината на даските треба да измерат со педи. Арбен пак сметал дека подобро е должината на даските да ја измерат со рацете. Борис сметал дека е најсигурно должината на даските да ја измерат со метрото. Што мислиш ти? Кој е во право? Се разбира дека тоа бил Борис. Затоа што е најсигурно мерењето да се изведе со метрото, за да добиената мерка биде точна. Ученици, можете ли да замислите кога во секоја земја или во секој регион би се користеле различни мерни единици? О, каква неволја, навистина. Меѓутоа, луѓето уште пред повеќе од 250 години го вршеле мерењето на најразлични начини. Ја мереле ширината, висината, должината, со помош на стапови, со помош на стапки, со помош на лакти. Но таквото мерење доведувало до една забуна. Потребно било да се направи нешто повеќе, во смисла на тоа дека треба да се направи еден систем кој што ќе биде заеднички за сите и сите луѓе во светот да читаат еднаков систем при мерењето на должините. Така Париската академија на науките ги задолжила научниците Даламбре и Мешан да подготват еден единствен систем за мерење. Од тогаш како основна единица мерка за должина се зема метарот. Метарот го запишуваме со кратенката М, малата буква М на латиница и се чита метар.
Кога треба нешто да мериме, се разбира дека користиме мерни инструменти. Некои од нив ви се многу добро познати. Уште на самиот почеток од вашето школување се користите со линијарчето, па со него цртавте најразлични линии, 2D форми, представувавте цртежи, представувавте фигури и така натаму. Линијарот, без оглед дали е во вид на прачка или како триаголник, своето место го наоѓа секогаш на часовите по математика, во делот кога ги учиме формите, фигурите, кога учиме да пресметуваме, да цртаме одсечки, кога пресметуваме плоштини, периметар и така натаму. Дури и во четврто оделение, линијарчето ни е добар инструмент за цртање на технички цртеж кај предметот техничко образование. Од другите мерни инструменти, што можете да ги видите и овде на оваа слика, се метрото, кој може да биде во вид на прачка, во вид на ролна. Тука и така нареченото кројачко метро. Тоа е метрото кое што кројачите секогаш го користат кога треба да ни сошијат едно добро парче облека. Потребно е најпрвин истото да го скројат, но за да дојдат до вистинската кројка, потребно е да ја измерат должината, например, на нашите раце, нозете, обемот на нашата половина и така натаму, за да се изработи добар цртеж за потоа да може да се сошие облеката. Исто така, како мерен инструмент што се употребува за мерење на должините е така нареченото зидарско метро, кое што се употребува, кое што мајсторите го употребуваат практично за мерење на должините на циглите, на железата, на арматурите и така натаму, сето она што им е потребно при нивната работа, односно активност. На овие слики овде забележувате и нешто што е поразлично како инструмент. Ова е инструментот што се нарекува нанометар и истиот се користи за пресметување на должината на најмалите делови што треба да се измерат од некој предмет, од нешто што ни е задача за мерење. Тоа се прецизни инструменти кои што се користат во индустријата, во секаде каде што има потреба, значи, од мерење на многу мали должини. Но што вам ви е многу блиско и познато и што секогаш го користите е добро познатото линијарче. И јас сега ќе ве замолам линијарот да го ставите на вашата тетрадка и добро да го погледнете, да видите што се има на него. Кога добро ќе го погледнете вашето линијарче, ќе видите мали цртички кои што се наредени помеѓу секој два броја. Такви мали цртички имаме по 10 помеѓу секој два броја, а растојанието од едната црта до другата мала црта е всушност растојание од 1 милиметар. 1 милиметар е должина која што се запишува со двете латинични букви, исти, ММ, тоа се малите латинични букви, и се чита милиметар. Овие мали цртички ги има, повторно ќе споменам, помеѓу секој два броја, но ако добро забележите, во средината, помеѓу бројот, една од цртичките е поголема. Тоа не е случајно. Тоа е така за да можеш ти полесно да ги измериш должините што се помали. Доколку треба нештото да го представиш во милиметри, а е, например, со должина од 2,5 сантиметри, многу е полесно да ја прочиташ половината помеѓу двата броја со помош на таа малку поголема цртичка од останатите. На твоето линијарче исто така забележуваш и броеви. Секое растојание од едниот до другиот број
представува должина од 1 сантиметар. Сантиметар се пишува со мерната единица С, односно ЦМ, на латиничните мали букви, и тоа е растојание помеѓу секој два броја. Значи, помеѓу броевите 2 и 3, помеѓу 3 и 4, помеѓу 4 и 5 и така натаму, секаде помеѓу тие два броја имаме растојание од должина од 1 сантиметар. Додека пак должината, растојанието од нулата па се до 10, односно 10 сантиметри, уште се нарекуваат и 1 дециметар. Дециметар се пишува, мерната единица ја пишуваме со двете скратени латинични букви Д, М. Значи, во 1 дециметар имаме 10 сантиметри. Самиот збор деци ќе ве потсети на десетката. Да заклучиме, во 1 сантиметар има 10 милиметри, во 1 дециметар имаме 10 сантиметри, додека во 1 метар имаме 10 дециметри, односно 100 сантиметри. Сигурна сум дека секој од вас добро ракува со својот мерен инструмент за мерење на должините и за цртање на отсечките, а тоа е линијарчето. Но еве едно кусо подсетување за тоа како треба да се ракува со линијарот. Истиот го ставате на подлогата на која што сакате нешто да нацртате, односно до и веднаш под линијата која што сакате да ја измерите. Цврсто го држите линијарчето за да не се случи истото да ви ја измести линијата при цртањето. Значи, со едната рака цврсто го држите линијарот, а со другата повлекувате над самото линијарче, лизгате по површината на линијарот за да добиете добро нацртана отсечка. Сега би сакала да нацртате две такви отсечки. Едната отсечка да биде со должина од 4 сантиметри. Значи, црташ линија, а за да биде истата отсечка треба да има почеток и крај. Почнуваш од нулата, завршуваш до четворката и истата отсечка ја означуваш со двете точки на почетокот и крајот. Потоа, треба да нацрташ отсечка со должина од 8 милиметри. Значи, го ставаш линијарчето цврсто на подлогата. Почнуваш од нулата и броиш до 8 мали цртички кои представуваат милиметри. Но, за да ти биде полесно мерењето, можеш да внимаваш само на средишната црта која покажува 5 милиметри и потоа да добројуваш до 6 милиметар, 7, односно 8 милиметар. Сигурна сум дека ова го направивте одлично. Сега можеме да заклучиме од она што го разговаравме и во кое учествувавте и вие, дека милиметарот, сантиметарот и дециметарот се помали мерки од основната мерка, односно метарот. Но, што мислиш ти? Дали постои и некоја поголема мерка од метарот? Овие слики треба да ти помогнат тоа да го увидиш, односно да се потсетиш, дека сигурно си слушнал за поголемата единица од метарот, а тоа е километарот. Километарот е поголема мерка за должина од метарот и таа има 1000 метри, се пишува како мерна единица со малите латинични букви К и М и се чита
километар. Километарот често пати се користи при одредување на многу големи далечини, на големи растојанија помеѓу предмети, помеѓу градови, држави, континенти, помеѓу, например, должини на кога пресметуваме надпревари, како што е овде покажано, кога се работи, например, за надпревар во некоја атлетска дисциплина, па треба да се измери должина во трчање, можеби во скок во далечина и така натаму. Еве уште една задача за читање на мерните единици, односно читање на должината на секоја од сините линии. Под секоја од сините линии е ставено линијарче кој ќе ни послужи како правилно да ја прочитаме линијата. Значи, уште еднаш, од нулата па се до дадениот број, тоа е растојанието, односно должината на дадената сина линија. Првото линијарче е во должина од 8 см, второто е во должина од 3 см, третото е во должина од 10 см или уште велиме 1 дециметар. Четвртото е во должина од 6 см, петото е во должина од 9 см. Предпоследното е во должина од 11 см или 1 дециметар и 1 сантиметар. И последната е во должина од 5 сантиметри. Драги ученици, овие знаења, ова видеолекција ќе ви помогне како понатаму всушност се повеќе да ги продлабочувате вашите знаења од мерките за должина, како да ги претварате едните во другите мерки, како да ги споредувате поголемите и помалите, и овие првични сознања само ќе ви помогнат понатаму да ги продлабочите вашите знаења за должините. Сигурна сум дека оваа задача лесно ја свативте, односно уште полесно ги прочитавте мерните единици. И на крајот повторно ќе се вратиме на нашата приказна за трите најдобри другари. Борис, Есма и Армен. Тие ја направиле куќичката за нивниот миленик Джеки, но истата требало да ја постават на место во форма на квадрат со страна од 200 см. Прашањето е, колку метри била обиколката на местото во форма на квадрат? Јас ќе ви помогнам со тоа што ќе ве потсетам дека квадратот е 2D форма која што има еднаква должина на сите 4 страни. Внимавајте, кога ќе ја решавате задачата, последното решение да го изразите во метри. Значи, имаме 4 страни, по 200 см од секоја страна, вкупната обиколка е 800 см. Бидејќи прашањето е во метри, оваа мерка од 800 см ја претвараме, ја множиме, односно делиме по 100 и добиваме дека се работи за 8 метри обиколка. И на крајот, сигурна сум дека сите овие знаења со кои што се стекнавте на овој видеочас преку оваа видеолекција ќе ви помогнат да ги решите двете домашни задачи. Првата е домашна задача во која што имате искази каде што треба да ја ставите точната мерна единица. Читајте ги внимателно, сигурна сум дека нема да представуваат проблем. А втората е цртањето на одсечки со следните димензии: 1 дециметар, 8 см и 25 мм. Уште едно кусо подсетување.
Основната мерка за должина е метарот, помалите мерки за должина се милиметарот, сантиметарот и дециметарот, а поголемата е километарот. Драги ученици, ви благодарам на вашето внимание и ви посакувам многу успех во понатамошните лекции кои што се однесуваат на мерките за должина, а и сите останати. Довидување.